Батка, дай още едно. Джокер плюс? Да. Не иде, а? Како бе да иде 1000 дедара? Дай още едно. Ај, мајстор Миле, Дай ми бе. и мене още едно. Точно малер денес, а? 10.000 дедара. Забавце 3 джокера, че добиев 80.000 марки, али и со 100.000 се живи. Дай още една. Дай още една. Ајде, спредиме малце, бе, батка. Ајде, шо. Ајде. Дай друго. Не иде, бе. Па, добив. И не иде. Те. Тошо, гостен Тошо! Овој ги заборави во овие празниви? Ако да ми береде коверат од Дезда, да ако пратиш 5 овакви што немаат ништо, дека може да ти излечат и да добиеш поло. Дезда, очигледно. Ама, слушај, Миле, ептен мајстор си за гребање. Ја? Иде ептен, а? Ово де е ништо, да видиш со Тошо ко бевме у Индија пред една неделја, ко влеговме у еден бар и женски и дики тамо 5 комада овака се наредива, викам Тошо, сега ќе ги гребеме женскиве и го викам, мала, дојде една, ја ја изабрав така, доваѓа и да тоа тачката го фат, вака само, цик, на 2 бути и ауто. Он ме гледа Тошо и он изабра една вака цик која огреба, кој рече то крв, па ја однесова на шивење, не можева да ја sastavат. Него, слушај, и да беа сега да ги пратам ова стречкиве што не доби 5 комада, за да ме излечат за Чекај. Тие не се испраќаат, тие се оставаат, ние ги собираме во продавниците на лотарија на Македонија и после директно ги носиме на излекување. Нема Па потреба. онда ја идам со париве што добив, да ти викна пиво, да не си брдал, одба стигам. Здраво, Миле. Quando scoprite una novità e trovate un gusto nuovo per sentirvi diversi nei momenti più della vostra vita, quando sapete che cambiare vuol dire fidarsi della qualità, cambiate in dolcezza con il nuovo bagnoschiuma al latte San Marconi, dolce sulla pelle e delicatamente profumato. Con il suo pH neutro non altera il vostro equilibrio superficiale e con lo shampoo per bambini è una nuova linea per tutta la famiglia. San Marconi, bagnoschiuma al latte, baby shampoo, crema lavamani. Il gusto italiano. Јас сум Љубомир Шврчковски. За вас ја прегледав емисијата К15 и колку што можев да разберам, немаше ништо страшно. Емисијата може да почне.
Добар ден! Драги гледачи, денеска ние ќе зборуваме за мода и то за една такозвана evergreen мода која еволуиса уште од давнешни времења, меѓутоа кај нас то представля нешто ново, то се нема десено и управо зато ние денеска го поканивме гостинот од Франција, големиот стручњак Тошо Малеро, кој иначе има издадено часопис уврска со мода по углед на бурда и то за мушките се вика кач бурда, а за женските се вика гел бурда. И сега ќе го замолам нашиот гостин да он каже сам нешто поише уврска со ова. Повелите? Според мене овака као стручњак, еден Да. од најјаките моменти у гардероба на скопски шизик се рогови. Да. Роговите батка идат на све. Добро. На шорцеви, на панталона, на фармерка. Јас Али- се извинувам, ако може то режијата само да го илустриса, продолжите Као што вие. реков, роговите идат на све. Идат на фармерки, на шорцеви, на панталона, али најраскошно и најсвечено делуваат на сако и на кравата. Кога станува реч за рогови батка, треба да се каже дека они се добиваат, односно се набиваат, исклучиво као поклон и пажња од женската, а за тоа шизикот обично нема поима, што е за мене еден овака веома дирлив момент и му дава поголема вредност на самиот чин. Да, дирлив е. Ме интересира дали се роговите приступачни за сечи и джеб, тоест дали мора да се исполняват некои посебни услови, тоест такозвани предиспозиции. За да добиеш рогови на поклон, односно да ти ги набијат, треба да исполниш 3 услова. Прво, да бидеш заљубен, тоа е субјективен услов. Затим, да имаш поверење у објектот, тоа е објективен услов. И да немаш недостаток на калциум, тоа е биолошки услов. Да, мислам, а дали од секоја девојка може да се очекува овака ценен поклон, модерен? Па да, видете, у зависност од тоа колку е женската попажлива, толку роговите ќе ти бидат подобро набиени и боле ќе ти стојат. И денес у градов има поголем број на шизици кои што може да се пофалат со јаки колекции од поише пара рогови, што значи може да си ги менјаат и стално да бидат модерни. Добро, драги гледачи, ние се тука ќе направиме мала пауза, ќе погледаме еден прилог, а потова ќе се навратиме на разговорот. То учителката исто ко праве писмена работа на ботон ми вика до родителски saстанак кога биле исто така му рекол од малиот то земал да писмената од него со шестерото газето ме разбираш уместо него да му рече извини ние сме другари ние сме ко сме вежбале у писмена работа па ти ако те знаеш ќе ти кажем ќе ти помогнам нешто немој така да му мајката што викат старите исто така дедо му две васпитни ко будрил то ботон не е то ботон исто вика учителката извини добар ден че кажеш пријатно ко ќе да усеќаш се станеш а не тамо дигал фустачето да види од кај му растат нозете дедо му што го учел, то дедо бото, то нема и ајде дече станам дедо, дето не го утрече треба со баба да спијам, тоа е многу глупо, не ми е тоа што ќе станам дедо, исто некој ресторан ко бева со вилушката у лева рука, у десна рука, ова вилушка за това е за тоа, то нема, донеси кока-кола че и стави на девојката исто тамо не фустачето што реков пред малце, исто така дедо му бото го васпито, то не бото зиба тањерот вака, тоа прави то не исто со кашиката, то најкраток пут не вака кога да отапа све плекници да јадат исто други има таму учителките што ги кршева џабовите, што ги онадева и онаквото, то не може така, то бото нема. Исто дома треба родител за бакебарда да го фати 2-3 пута, 2-3 васпитни, то е детето, ботото така се васпитава, а не тамо што на другарчето му рекло ве го штипнало па газдо, ој му рекол пичка ти мајчине уместо да му рече опрости, то не е лепо, ние сме другарчиња, утре ќе биде у дискотека, девојчето кој ќе влезе го фаче исто стил убав да игра тамо руката доле не, ова исто ботот, ова е ботот, а не тамо кога иде
идеме, разбираш, у ресторан, исто автобус, торбите му ги носи на стар човек да му отступа без то тамо, уместо таквото, ме разбираш, а не ово исто кому рекол, у ресторан јадат печурки, дали са сите печурки отровни, а му викам, не, то се јадат, некои се јадат еднаш, некои се јадат више пута, углавном сите печурки се јестиви, а некој што има таму, некои ресторани што идат таму, повеќе ќе до економар му да бату више, не му остава 5 баки бакшиш, ме разбираш. Истото кој има таква, исто вакви лилихи, ќе стаиш устото, кој се прича, не може таму да иде, исто не може таму, кој беше тоа кучни савет, оваквото станува стар човек, не беше му рече таму коси травата, овој да му рече добар ден да му полие, исто колата не то добар ден да се вика то не мотор, исто зато родител треба лепо васпитање, то сака паžnја да му посвети на дете, не може дете така самото кој ќе го учи улица кој ги васпитава, утре ратови, батови, а не вака исто владата денеска што и пред. Да се да вратиме на муабетот со нашиот гостит. Да ве запрашам. Ти си модерен, он е модерен, а сите се оди различни. Зошто е тоа баш така? Види, батка, секој шизик, кој ќе му го набијат првиот пар рогови, он добија статус на рогоње. И ако не примети дека роговите му стојат фино, женската узнак паžnje стално му набива нови. И кога ќе му го набие петиот пар, он добија статус на лопатар. Лопатар, батка, на француски значи модерен или услободен превод шизик што не може да користи чешел. Лопатар е тип што уопште не се секира што ќе облече, затоа што има рогови за 5 различни комбинации и автоматски не му е толку хитно да му набијат нови. Друго што е карактеристично за овој шизик, батка, е што ако не раскинеш женската умеѓу време, се здобива со право у блиска будучност да стане капиталец. Со статус на капиталец, батка, може да се здобие само лопатар со 10 пара рогови и тоа представува врхунац у модна кариера на шизик. Добро, а дали вака освен роговите, шизик се препознава и по нешто друго, шлиф, биф или не знам што? Да. Друго што е овака интересантно уврска со оваа работа е тоа што роговите не само што се модерни, него делуваат и на психа и му помагаат на шизикот да стане комплетна личност. Например, земи капиталец. Капиталец, батка, може да го приметиш од авион. Не ради роговите, нормално. Тој е по правило поносен и самоуверен шизик со строг и неодреден поглед. Значи се гледа дека е господар ситуација и кога е он у кафана, женската обавезно седи до него и без питање не смее да мрдне. Значи ја држи под контрола, нормално. Се извинувам ако сакате само уште пар минути, да завршиме. Оваков тип на шизик, батка, мислам на капиталец, нормално, никад нема да признае дека роговите добро му стојат, тоа е најверојатно од скромност да не искочи фали ме усто работа, разбираш? Да. За разлика од него, лопатарот ги има истите особини, само не му се дооформени, а рогоње е најутепан од сите, зашто има само еден пар рогови, значи нема оформени особини на шизик и многу заостанува со гардероба, фактички не е модерен. Ето, драги гледачи, тоа беше ој краток прилог за модата. Многу благодарам на гостинот. Ние продолжуваме понатаму со емисијата. Драги гледачи, добар ден! Управо ни јавива да овдека сеја пауза за доручек се одвивала, меѓутоа тоа радно време и баш затоа сега ќе поразговараме со еден од консументите што доручкуваат управо. Ало, дечко, господине, добро, има ли смисла вака у радно време пауза за доручек овдека у Тревава зелена? Баш ме интересира што ќе изјавите сега за телевизија. Батка, не сум ја. Прв пат ми е, разбираш. Ја оваа ми е жена,
Па запна 10 години од брак, не па сме се подсетеле малце како било. Прв пут ми е стварно. Тебе можда ти е прв пут, меѓутоа госпоđава изгледа зачести со доручеков дека 5 пут ја гледам. Сака изгледа да го издадади за годишница. Со други информации, че се јавиме накнадно од пауза за ручек. Биле паника, а еде телевизија. Многу лаже он, го знам ја. За него е тоа вообичаена работа. Познат он на нашите пазачки служби, тие го имаат видено него прв пат одамна. Сакаш ти еклери, тудуби, баклави и позад сакаш ти, верувај би. Сакаш ти раждичи, кучичи, бачичи, досиш ти, бидичи, ичичи, бечичи. Ти сакаш пак бежи, сакаш милувања, уствари сакаш да те лежам ја. Ти сакаш пак бежи, сакаш милувања, уствари сакаш да те лежам ја. Де баш ти, свечици, жбикавци, кочници, што ќе ти, сиџири, тинтири, битири. Ти сакаш пак бежи, сакаш милувања, уствари сакаш да те лежам ја. Ти сакаш пак тежи, сакаш милувања, а впрочем сакаш да те лежам ја. Уствари сакаш да и одак то. Па така, плесни го фаца бе, не се понашај ко бајага. Можда покасно, чидам сеат да го избочам куќето у парк. Абе, зашо го мочаш у парк? Ја моето стално го мочам пред зграда тука. Па ја неам града, треба у двор да го мочам, па одак цвечето ни вене. Абе, кокичите нешто?
Батка, дай ми ја бе за сабота вечер, молим те. Абе, дебој, 100 пути сум ти рекол, жеда и кола 10 дават. Абе, на 2 сата бе у сабота вечер. Абе, кејв да си направам. Абе, ако ти е стварно само за 2 сата епте си учил за мене, че ти ја дам жената, земја жената од 6 до 10 земја. Каква жена бе, батка бе, кола ти барам бе. Колата? Ти си лудак. Зашо бе? Како кола ќе би бара? Зашо бе? Дај бе вестник. Дај бе вестник. Купи си вестник, ќе добиеш кола. Мене ќе би бара кола. Хајде! 8 автомобили секој месец! Најголема наградна игра на Нова Македонија и вечер! Нова Македонија вечер! 8 автомобили секој месец! Нова Македонија вечер! За да возиш добра кола, не мора да си бизнисмен. Доволно е да си писмен. И да читаш Нова Македонија или вечер. Пак ме брукаш ти! Не бе, друго гледам ја бе. Quando scoprite una novità e trovate un gusto nuovo per sentirvi diversi nei momenti più della vostra vita, quando sapete che cambiare vuol dire fidarsi della qualità, cambiate in dolcezza con il nuovo bagnoschiuma al latte San Marconi, dolce sulla pelle, delicatamente profumato. Con il suo pH neutro non altera il vostro equilibrio superficiale e con lo shampoo per bambini è una nuova linea per tutta la famiglia. San Marconi, bagnoschiuma al latte, baby shampoo, crema lavamani. Il gusto italiano. Оди, седи. Седи, дај недела денеска, ајде, ќе утепнем по еден мојабет. Да ти кажам право, седам и се тоа што го мислам. Во жеништата, Ептен резил му крана. Ептен, срам да те фан, цело мало зборува. Сите од уста не го вадат. Синоќа седам ја на тараста и нешто ми се брча тука. Вака се подаду надолу. Кога ќе видам, што ќе видам? Таа помалата него у 2 саат се прибира се прави сукњат до тука. Утрето, вечерта, таа поголемата. На истото место, остава еднак со брада до тука вака. Викам, шо среќа имаше бе вија милеве, куќите волкава, куќе преше, змијарник му ја направија. Налет тоа, трета вечер. Застануе колта, жена му у 4 саат се баје. Сам не ми уго ние да зборувам, сега тука да немам ни змајалто, знаеш, многу си живееме, ние на одмор, оде ми остава клуч. Разбираш, полиемце веќе, то бавчки да му навадам тоа го. И еднаш му влегу дома, вака, чисто ради проверка. Кога дигна од стола тоа, прашина, што ти знам, ја таа негова жена не знам, чисти ли шо прави. Тук сика е таа ројка, што ќе чиста, мрзе, очи си измие. То шо? Чути се. Кај си, батка, комши? Кај си, бе? Гледаше вести, бе, шо правиме со ова држава, бе? Еј, бе. Слушај, да ти кажам право, мене многу ме нервира, тоа е се баш тоа се први мојавет. Многу ме нервира кога се оговара и за политики, и за возова. Нек си терат они нита работа, таму шо... Виж, ја не знам сега дека да вие зет му горе фирма има у Србија цела нафта преку него дека оди, или вие поло автомобили ќе му ги да доа сега на Кој е, батка? Абе, типа Джоа од Марси падна, бе. Или воа за... Мам, бе, бе. Радиостаници што ги затворија, знаеш ли кој ги затвори? Кој? Сорос некне, зош беше дојден тук. Оној што... Сега што дојеше... Он дојде, ги затвори сите радиостаници до една, а остави само Ајден телевизија да работи. Не, бе, батка. Абе, слушај што ти викам сега. Него батале политика. За Миле разбрале, бе. Миле? Миле де комшијата. Сега не е вака згодно за мојабет, ти знаеш, ја не оговарам, не ми е принцип тоа. Шо бе, Али воја е резила тен што го направил. Испаднала плячка фирмата, испадна отвори приватна фирма. Последна недела, 2 автомобила локари. Тоа едниот пуш, едниот утре ден така го кажа. Оние две негови си? Двете бе, ти беш бе заедно некој гледам. Абе тоа... Тоа ја гледам, ако ќе ме види... Мене чуварот ми кажуваш.
Забали, земе тъшничката, ръп, джопо ядок носи на работа. Поручкото 3 саат, паш от тъшничката. Излева надолу. Фактури од тоа фирмата. Фактури. Шо на мајка му сака таа што да носи у 3 саат па надолу? Пари краде од каста. Ръп, 2 коли, една ден, другата ден. Абе, нечем да го видам, ако веруиш, до тука ме едно ден од него. То толку, цело мало збори, само ја дип, не зборувам. Нечем да го видам, да го сретнам на патот, нечем ще. Значи тоа ташата... О, Мачи не... кај сте бе, ковши, шо Кај правите? си, миле, бе? Си, Миле, здраво, батка. Кај си, бе, миле, бе, цар си, бе, од кога не сум те видела. Седи. Не сум за седење, брза. Го види овој? Он нашол да оговара, а нек никоја беше кај мене. Пола тегла сладко ми изеде, а ни кондурите не ги се облече. Селјачиште. И ја потекнувам од музичко семејство, сите кај мене дома свирева, и од музичко школа имам завршено свечена музичка академија, ондака имам средњо музичко, исто основно вечерно и слично. Порано мене ми е класика у душа, меđutim, кај нас то не може да се исплати, затоа што са свет срепови, некни бав бевме дете концерт, така отсиравме лепо, и свето тука се начука еден до први ред, му доваѓа на диригентот, му вика еве ти 100 марака му лепи на чело, вика да ако сакаш уште една штравијата. Па не може то какото. Неваспитање основно домаче, и одако. И управо за това, ние денеска од кога затворива оваа наша земја, овде, се ориентисавме више на народњаци, свириме по свадби, едно друго, то се исплати, имаме за живот исто, и сега по свадби пак ке ме пита тој некој че наручи желба, вика како се игра ова оро, ја му вика вака, па и тујшкото че земеш, оп деста, оп лева, 2 пути лева преку деста, оп деста, устве не, чекај. А да, 2 пути лева преку деста, лева издад деста, деста издад лева, оп деста, оп лева, док елено бобе, она па си игра вака, цупа, 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 цуп, оп деста, оп лева, оп деста, цупа, цупа, цуп, лева деста, лева деста, и така натаму. Док денеска исто овака со народњаците, имаме ние свирено и джез, мес, со Тошо еднашка 2-3 пути кога бевме у Нью Орлеанс, тамо кај тоа црците, најбољи джеси и играчи сме биле. Кој че се разигравме по тој подиум од сите црци ни завидела, па сакава да не изјура тамо да свириме у Јужна Европа, и за тоа поминавме на рецитација, и баш се еве кога чекам да дојде од некоја страна, еве го Тошо иде, може одма да почнеме со рецитација, Тошо. 3-4. Доре ми фасола, соблечи се гола. Ако некеш гола, соблечи се пола. Ако некеш пола, соблечи се четвртина. А ако некеш четвртина, онда гитла јасмина. Тоа би било. Тошо почнавме вака да рецитуваме уз джез, откото црците не осујетива тамо, кој многу добро игравме джез, па не ставива да береме памук, и ние не почнавме прво ко шибицари овоно, и онда напуштивме тоа, меđutim да не ви дужам ја многу, ја без класика не можам да живеам, тоа ми е мене у крвта ми е, јас сум класичен тип, што вика и мајка ми исто многу така, и овакво, и управо за тоа сега ние ќе ви се представиме, ове напишано една песма, Бахова е фуга преголема, Цацко, молим те, и овакво, сега ќе ви се представиме. Идеме, цаци, 3, 4. Еден е Бах и тој умре. Не знам дали е Бах машко или Бах женско. Тук знам да е Бах татко на музиката. Мерси.
Мерси, s'il това би било sve. За пола сат чекам. Тато бе, кога ќе дојде автобусот? Доста бе. Сине, сега уште малку. Чичкото сега да го измијат малку, да биде чист, знаеш, кога ќе влезем унатре, убаво да мириса. Тат бе, еве го уште го нема ви автобусот. Сега бе, тато, сега. Стрпи се малку. Може гумица му е допната, да, залепе чичкото гумица, а стави на автобусот и ќе дојде, бати го. Дебе, тато, виче нека дојде ви автобусот. Аман бе. Сега бе, тато, сега ќе дојде, бе. Уште малку сега. Чичкото уште да го офарба автобусот малку, да заличи автобусот, убав да биде и ќе го офарба и ќе Сега дојде. ли не да го фарба, бе? Не е баш така. Ние си го организираме превозот. Ние со Марица ги носиме. Исправеди корд од апко до аде свача зашто баш код до презерватив тако свако до има потреба од топол до повелете завезете се, што ќе се напиете, не срамете се. Повелете, уверете се, ќе се договориме, да луѓе сме. Стар брачет пар, Paradива, blad bračet par, hiba diva, blada devojka, duti diva, vodivata, iba sliva, obelete, zavezete se, што ќе се напиете, не срамете се. Повелете, уверете се, ќе се договориме, да луѓе сме. Бења, собда тена за дособна со доплата и то. Продавам добро очувани, скоро нови муда за бубрези. Млада професорица дава на часови по математика. Менјам долен веш еднаш месечно. Повелете, завезете се, што ќе се напиете, не срамете се. Повелете, уверете се, ќе се договориме, да луѓе сме. Повелете, соблечете се, само без бацување, ќе ве молиме.
ladies and gentlemen. Трябва да одморим. Значи ви, уствари сте дойдени да ви гледам у близка будучност, така? Да. Ево овде ясно се види, имате пут, че идете на пут от Турция и то най-вероятно от Аталия. Уствари има и слово С, сигурно че идете у Аталия и то ти че идеш со Игуана, ти со Одисей, то са туристички агенции, ево овде, они соработуват со Биляна од Аталија, то исто туристичка агенција од тамо. А бек, што ли бевала? Имате овде тобогани, пешчани плажи, хотели, види, хотели, скутери, бутери исто, глисери, автобуси, авиони, то се изгледа превоз, има и собствени возила, нешто гледам овдека. Ево овде јасно се гледа, двајца швеđани како носат маса, гледаш ти? Тоа е шведска маса 100%. Шведска маса, француски лежеј, турски чочек, немачки овчар и одаково. Ево овде гледам еден шарбатен дечко со наочари. То значи да ја ќе бидам тамо најверојатно. Леле, типов свени погоди. Све ќе ви погодам, наравно. Стисни желба, мали. Хајде, стисните желба. Еве, ча ви се испуди, ево, јасно се гледа овдека 5 рати. Да, и тоа ако почнете ускоро да ги уплачате. Летувајте во Анталија со туристичките агенции Одисеј и Игуана од Скопје и Билјана од Анталија. Поволни цени, полупансионски аранжмани во атрактивни хотели. Одмор, забава, рекреација, излети. Авионски, автобуски собствен превоз и сето тоа на рати. Ако сакате сите желби да ви се испудат, летувајте со К-15 у Анталија и то. Интернационален ресторан Лав. Европски амбиент. Врвни специјалитети. Пријатна музика. Ресторан Лав до Зоолошката градина. Информации и резервации на телефон 235 596. Ти викаме од прва и тестови полигон. Не е могуче. Патка, Шо? дај бе наместим нешто бе, си сушив као парот. Го гледаш, увек вака ми прави, 5-6 женски му наместив, го откачива. Деба дозвола. Немаш дозвола? Зашо бе со автобус, шо има врска? Лаже, ни за автобус нема, не изботава. Абе, толкаво магаре, како не ти е срам, па шо не седнеш да полагаш? Абе, немам време бе, треба вамо, тамо, знаеш колку време да бркање Шо сака. бе, немаш време, тука е аутошкола, нико. Ето, можеш да полагаш за сите категории што сакаш. Знам бе, ама не сум при пари се. Шо лап? Нема потреба, може и на рати, нема ни да осетиш кога ќе плачеш. Дуле! Слушај, какви положиле пове лепота. Кажи бе, Биле. Носи го дечко у дирекција. Ајде, качуј се. Смрт или слобода, брате Гоце? И двете, батка Карев, и двете. Смрт или слобода, брате Гули? Што дајде што види тамо што е потазе. Абе оваа лудница бе вамо бе, светово бе, што направја бе, една кисела вода, 50 денара би наплача. Јас стварно не го разбирам светот. Седи бе. Ја го разбирам светот. Као бавча, не. Ја го разбирам светот као нива, Слушај, не.
Дај, батале, тие работи, ние да се фатиме со нашава работа. Ти што направи со пушките? Земав, наручив еден шлепер, све наручив, не дават поише, мистото ти шверцуеме ние тука за Србија оружје. Кажа ли ти Франко Крушево? Кажав свеја, Франко Крушево, го замолив тој шоферот да остави по една пушка у Прилепи Кубаново. Ме замоли овие кубуњари веќе спремале некое востание тамо за 41-а, некои германци вамо тамо че дошле, не знам шо беше. Еве, питу цар си. А со Топче што направи? Се јавив у вишќиот трейд, заклале тамо една цреша, што направиле едно црешово топче, то забера, кога го пробале тамо, ко пуктело, само околу топчето имало петорица мртви, токо че го однесат тамо на терето, турците има пустер да ги направи. Добро, добро. А со датумов што правиме, бе, батка? Останува ли 25-ти? Де заебае? Ви кажав на 25-ти, отисуд на Влашка вечер. Па дај ја шо пушки то појдавив, дај ја да фатаме до восстание. Прошли пут свадба, пред то крштевка, суре. Деба смисла вака? Е ти на Влашка вечер, овој на кавадарачка, ја на кукушка, рајава дреме. На втори ќе одигнеме. Може, втори убав датум. Скопје? Зашо Скопје? Све Скопје, па после грците че викаат Скопје држава. Дека биде у Валандо... Добро де, еве, ја ќе пресечам. Ке биде у Крушево. Туку, што направивте со рекламите? И ја бе, тоа го заборавив. Абе, дај тоа, нека се пушта тамо почесто, пред што беше, како, пара истуривме тамо. Еве го кае. Треба малце да ги... Ало! Здраво. Карев овде, да. Да, тука се со мене се. Фала, че ги поздравам. И они те поздравуваат, а? Слушај, види се за тоа рекламата што направивме кај вас за Илинденско восстание. До втори, молим те, појачај малку предвести, обавезно најмалку 3 пути да иде. Важи? Чекај малку. Нека пишуе тамо албанци. Ало! И така ќе направите лопче едно као на плаво небо, така да пишуе сите албанци, македонци, турци, власи, тоа служителство, знаеш така, направите го концепција да има една целина, да. Че компензираме, тоа нема и гајде. Че пуштам 20 и че не се секиде. Молим? Молим? Отсител реклама. Ало! Не бе, тоа, немаме бонови да платиме таму, тоа друга валута, друга концепција, да. Ајде. Ајде, слобода или смрт, ајде. Немам проблем? Ја се извинам што ќе да прекинам. Дојде Трајче, вашиот курир со магарето. Донесе факс, тоа. Фала. Кафенце нешто, ако може? Еспресо, Нескафе? Може, да. 3 турски. Бог да чуе. Слушај. Со одлука на Министерство за образование Никола Карев не е веќе гимназија. Чудо големо. Кога не можам утре булевар да бидам ако не сум гимназија. Да, и јас за мене имам таксано 2 школи и за тебе што имам таксано касарна, мост, печатница и какво место за споменик у парк сум дошол. Душа дало. 5 квадрата. Батка, све е тоа у реду да ти кажам, али јас сакам и едно фестивалче. За народна музика? За народ, да. Нема проблем, може. Ало? Дирекција Илинденско восстание, повелете. Карев, да. Абе, атомска бомба измислиле германциве. Пичку материну. Абе, тоа 45-та е, бе. Извади од памете, бе. Они више имаат изгубено војната тука. Да, бе. Ало, грешка ви има пребацено телефонот, тоа 903-та. Ај, ништо. Слушај, ај молим те, пребаци ме, у 5 треба жена ми да земам од харем и се заеба колат, ај че се вратиш, че ме убие, че чека. Важи?
Шефе, сега секако треба да го одврцам него и ја да свршам некоја работа у град. Пуца, Иба, брза Добро, дојдеш. батка Карев, шо сте решиле? Ајде, Со ќе се здравје, видиме. нека вие на 2 август ќе се видиме. Вајс. Ајде, со здравје. Кафенцето не го испивте. Колешке, седнете да запишете нешто. Јас го разбирам светот као бавча не. Јас го разбирам светот као нива не. Слушај, де иде овој на втори? Ке дојде, бе. Се заебе, ја шо ти збора. Деба, шанси. Шо датум е денес? 4 бај. Арно викаш. Де иде бе? Ја шо ти кажем да втори деба, шанси да се појави. Ја бавчата ја разбирам као нива не. Не. Ја Дојди кај мене, сама сум. видете нешто свет, надпревар, нива, поле, нешто со своји зборови, ја морам да одам на состанок со комитите. Добро. Уствари, кого они ќе заебаваат? Во тоа време воопшто немало телефон. Јас мислам дека ова они самите го имаат измислено. Исправеди гор од апко до аде свача зошто баш до презерватив тако свако до има потреба